Би сакал ако може некој да ни додели еден лаптоп, да можеме да ја следиме наставата и кога ќе заврши с пандемијата би можеле да му го вратиме. Мене ми највеќе фали ова лаптоп, бидејќи многу ми е полесно да правам презентации и да ја следам наставата, бидејќи на телефон е многу потешко. Со сиромаштија живеам, немам. Кај, јас да имам пари, ова куќа гледате што е стара. Ова е 100 и кусур години. Ета години. Па има. Јас тука живеам. Јас имам 2 крави, од тие 2 крави ги хранам децата, ги школувам, се е тоа. Немам, друга плата немам. О, нашето село, миле брево, нашето село. Ајде во нашето село, миле брево, горната мала, миле брево, горната мала. Јас сум Катерина Драгишевска, имам 17 години, учам во ССУ Киро Бурнас, сега сум 3-та година и учам агроменеджмент. Јас сум Мите Драгишевски, сега учам во Техничкото училиште Наце Буѓони во Куманово и сега сум 1-ва година средно. Кога започна ковид пандемијата, ние не одевме во училиште и почна и ја следевме наставата од дома. Но многу беше потешко бидејќи никога не ни предава професорите, туку ни дава домашни да пишуваме и да им праќаме. И тестовите така од дома ги пишувавме, им сликавме и им праќавме на нив. И така ни помина половина од годината. За мене ова е нешто ново, бидејќи јас овие 2 години учев во училиште. Ми фала другарчињата, ми фали училиштето. Повеќе можам да сватам во училиште него дома. Во моментот јас немам лаптоп и не можам да правам презентации, да им праќам на професорите. Кога би имал, би можел да им праќам презентации да правам, да им праќам на професорите, да презентирам пред другарите, пред професорите и за така би можел да имам и поголеми оценки. Јас да имам пари, јас би направил нова куќа. Би направил удобност на децата, би им купил компјутери, би им купил лаптопи, ама немам. Па се случува понекогаш да падне конекцијата или понекогаш да нема струја, да нема интернет и понекогаш не успеам да се вклучам и ги пропуштам некои часови. Затоа онлайн наставата потешко оди, бидејќи проблемите со струја, со интернетот и така. Еве, пред некој ден се случи да нема платено интернет. Ми го исклучи интернетот и така да, децава трпева, малку немаја интернет.
дента кога снимав интернет, прво се уплашив за наставата, да не ме запишат професорите и се јавив на класната, бидејќи немав интернет, да не ме запишат професорите. Како што наведов, јас не сум вработен, сопругата не вработен, од тие две крави работиме. Од тие две крави моземе млеко, го носиме, значи, во битолска млекара, 17,5 денари ни е литро млеко, и со тоа ги ранам и децата, и цела фамилија, и цела куќа ја одржавам со тоа, јас неам друго. Не мора да трчи. Ќе одиме сега кај кравите. Па повеќето кога ќе завршим со онлайн наставата, одам кај кравите да ги наранам, да им дадам вода и така. Му помагам на татко ми, бидејќи тој сам не може да постигне. Сега би ве поканил да ги видите моите омилени животни со кои највеќе време јас поминувам. Ова е најстарата и неја ја викаме Анабела, ова е помладата, таа ја викаме Лана и ова е најмалото теле. Тоа се вика Милка. Бидејќи вирусот е многу опасен и затоа не можеме да одиме на училиште. Па се надам дека ова се ќе помине и се ќе биде како порано. Омилен предмет ми е македонскиот јазик, бидејќи тоа полесно ми оди. Јас мислам дека нема да биде квалитетно ова за мене, бидејќи потешко ми оди вака со онлайн, а полесно би ми одело со физичко присуство. Едва и чекам сега да ковид пандемијата да заврши и да се тргне и да можеме пак да се вратиме во училишните клупи, да се запознаеме со другарчињата, со професорите и така да ни оди учењето. Планирам да се запишам на факултет, ама мислам дека немам услови, моите немаат услови да ме издржуваат. Сакам многу да студирам, да бидам професор по некој предмет. Сакам да патувам, да дознам нови места. Да, многу сакам да одам во Париз, во Лондон. Па јас би сакал да се запишам на факултет, но не знам баш како би можел да успеам со финансии. И мислам дека образованието повеќе му треба на човекот во иднината. Во иднината би му било потребно образованието. Па ако има човекот образование, полесно ќе му биде да се вработи и да зема некои примања. О, нашето село ми е